Благодарам. Не сум задоволна од одговорот, затоа што вакви одговори не се во полза и во интерес на граѓаните. Граѓаните ги интересира, кога ќе појдат во аптека со рецептите во рака, да може да си ја купат потребниот лек. Затоа што болеста не бира дали ќе биде од 5 до 10 во месецот или ќе биде на крајот од месецот. Напротив, граѓаните треба да имаат можност, прилика, било кој ден од месецот да си го подигнат лекот кој што им е неопходен. А вака, според одговорот на заменик министерот, очигледно дека Министерството нема информација или изгубило контакт со граѓаните. Е далеку од реалната ситуација. Затоа што граѓаните трчаат од 5 до 10 во месецот, верувајте, брзаат за да си ги набават потребните лекови. Затоа што после тоа не се во можност да ги обезбедат истите. Кога станува збор за епидемијата со морбили, заменик министерот треба да ги има бројките, затоа што Институтот за јавно здравје има, според податоците на Институтот за јавно здравје, само во последната недела биле пријавени вкупно 71 случаи. Од нив 65 случаи се во Скопје, и 1 случај во Струмица и 5 заболени во Тетово. Ова е, значи, информациите кои што ги имаме до средината на февруари. Според анализите на Институтот, возраста на заболените се движи од 1 месец до 51 година. Еве доколку сакате бројки, заменик министер, имаме и бројки. Но од вкупниот број на заболени, 148 заразени, што представува 57,1%, се на возраст до 4 години. А 66 лица, односно 25,5% од болните се на возраст над 30 години. Статистиката потврдува дека 193 пациенти или 74,5% од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Сите ние сме свесни дека во минатото Социјалдемократскиот сојуз водеше кампања против вакцинирање на децата. И сега, како резултат на вашите популистички мерки во тој период, се со цел да добиете политички поени, имаме смртни случаи, односно епидемија од морбили. Епидемија која што не се случила децении наназад. Затоа, кога ќе терате некои кампањи, не треба да мислите на дневните политички поени, туку напротив, требате да мислите на здравјето на граѓаните. Затоа што граѓаните ја изгубија вербата и во здравствениот систем, и во правниот систем. Почитуван заменик министер, доколку, како што кажавте самиот сте лекар, верувам дека совесно извршувате вашата работа, но треба совесно да извршувате и функцијата заменик министер. Затоа добро е да ги посетите аптеките, да поразговарате со граѓаните и да видите дека реално се соочуваат со овие проблеми. Немам дополнителен одговор.